Добро утро до колегите во студиото и добро утро до сите оние гледачи кои што се заедно утринава со нас. Ова вклучување на лице место ќе го посветиме на социјалните работници. Ќе напоменеме колку всушност улогата на оваа професија, односно каква улога има оваа професија во подобрување на животот на граѓаните, но воедно ќе напоменеме и за тоа со какви се предизвици се соочуваат социјалните работници во текот на нивниот работен ден, односно при извршување на самите работни уврски. Многу повеќе во продолжение за социјалните работници ќе слушнеме од мојата денешна гостинка Елизабета Поповска-Маневска, дипломиран социјален работник и раководител на служба за деца во ризик и деца во судир со законот. Да и посакаме добро утро. Добро утро до сите гледачи. На самиот почеток напоменав и во најавата дека ќе напоменаме за она со какви предизвици се соочуваат социјалните работници при извршување на нивните работни обврски, па од тука ќе прашам како изгледа нивниот работен ден и со што се соочуваат при нивната работа. Секојдневната работа на социјалните работници е полна со предизвици. Предизвици од тешкоти, можност да се помогне, да не се помогне, неможност да се помогне. Меѓутоа, предизвиците ги имаме со тоа што секојдневно се соочуваме со граѓани кои што доаѓаат со различни проблеми кај нас. Меѓутоа, ние сме тие водилки кои што треба да ги водиме низ системот за да може да излезат од проблемите, бидејќи секоја социјална држава, социјалната работа треба да биде на прво место, бидејќи таа е креаторот на социјалните политики и ублажувач на социјалните последици или проблеми кои што ги има во државата, со кои што врз основа на тие проблеми се соочуваат и многу граѓани. Бидејќи социјалната заштита како заштита опфаќа многу големи проблеми со кои што се соочуваат и граѓаните, а ние сме тука кои што им помагаме на граѓаните. Какво е чувството да се донесе некоја одлука која што директно ќе влијае врз животот на граѓаните, односно врз оние кои што бараат помош? Чувството какво е? Има и тажни, значи знаеме да бидеме и тажни заради неможноста да се помогне секогаш така како што и граѓанинот бара, меѓутоа и ние дека сме во можност да помогнеме, меѓутоа и радост и среќа е убаво и на душата на секого, без разлика дали си социјален работник, кога ќе знаеш дека некому си помогнал да се разбуди во некое подобро утро и за него во моментот поубав свет. Се соочуваат со различни проблеми, помош бараат од различни области, од област на социјалната заштита се паричните давачки, во зависност од тоа дали лицето е во некоја ранлива категорија за социјална помош или гарантирана минимална помош во дадена ситуација, дали станува збор за нега, мобилност, меѓутоа тука имаме и услуги кои што се од областа на детската заштита, од областа на семејството, бракоразводи, доверувања, значи за различни проблеми се јавуваат кај нас. Верувам дека ги има и такви кои што не бараат помош. Некои причини можеби тука се јавуваат, можеби страф или слично. Што препорачувате од оние кои што им треба помош, но не бараат од социјалните работници? Единствено што препорачуваме храброст, да се охрабрат, да се соочат со проблемот кој што го имаат или се наоѓаат во дадена ситуација, бидејќи ние сме социјалните работници и вработените во центрите за социјална работа, меѓутоа социјалните работници се тие кои што се тука да им помогнат. Наоѓаме секаков начин, без разлика дали често пати и ние како вработени знаеме да се најдеме да се соочиме со некои препреки, меѓутоа наоѓаме секаков начин да може да им се помогне без разлика за каков проблем станува збор. Конкретно, што ве мотивираше да ја работите оваа професија? Дали можеби чувството дека ќе направите за некој подобро утре? Подобро утре, да, меѓутоа и чувството и самиот лик на човекот на кој што ќе му помогнеш е веќе убавина на душата и среќа. Верувајте, стрес колку и да имаш во дадена ситуација, кога сакаш на некого да му помогнеш и се соочува со одредени проблеми, кога ќе дојде моментот на решавање на проблемот, нема поубаво чувство гледајќи ја другата страна како реагира и дека ти си човекот кој што нашол начин и си се нашол во моментот кога на некому си му бил потребен и си му помогнал во било какви проблеми. Така, верувам дека тоа е најубавото чувство. Навистина ми е драго што имавме можност да разговараме со вас во нашата утринска емисија и да напоменаме всушност што значи да се биде социјален работник, но и како социјалните работници прават еден подобар живот на оние граѓани на кои што им е најпотребно.
Социјален работник што значи? Значи да бидеш посветен на својата работа, да знаеш како да ги организираш работите за луѓето кога треба да им помогнеш и да бидеш вака, во секоја професија треба пред се да бидеш човек. Меѓутоа тука е прво кај што треба да бидеш човек, потоа административен работник и социјален работник. Социјалната работа опфаќа многу полиња во животот на човекот. Не се само паричните давачки. Животот на човекот честопати како луѓе знаеме да се најдеме во ситуација каде што не знаеме што понатаму. Се соочуваме со социјални проблеми од кои што не знаеме од каде да побараме. Меѓутоа еве Центарот за социјална работа е местото каде што секој треба да се обрати за да може било кој од нас што сме тука вработени или социјален работник или друг профил да може да му се помогне во било кој проблем. Повеќето од граѓаните во денешно време се соочуваат и со проблеми околу воспитувањето на децата. Тука сме и за тоа. Значи тука сме да им помогнеме, да ги насочиме, да ги советуваме како понатаму со децата, бидејќи и децата во дадена ситуација се наоѓаат во некоја неизвестност и неможност и незнаење како и тие понатаму, меѓутоа родителите се тие кои што треба да им бидат водилка, а ние сме тие кои што им помагаме каква водилка да бидат. Ви благодарам навистина многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Верувам дека сите информации беа од корис за нашите гледачи. Говоревме за професијата социјален работник, каква улога има врз животот на граѓаните и зашто најчесто граѓаните бараат помош во овој период. Се гледаме повторно во ново вклучување на лице место.